Нова ветерна електрана ќе се гради кај Богданци. Ветерниот парк со моќност од 30 мегавати ќе се наоѓа на потегот помеѓу селата Стојаково и Селемли и ќе чини 40 милиони евра. Денеска во градот се потпиша договорот за аквизација помеѓу Euroink и Интеренерго од Љубљана, заедно со Келак. Премиерот Заев вели дека проектот треба да заврши за 2 години, до 2023. Она што е од голема важност за целиот инвестицијски циклус е тоа што при изградбата ќе се вклучат и локални изведувачи, со што дополнително ќе се придонесе за развојот на локалната економија во земјата. Станува збор за современа инвестиција со имплементирање на најмодерна технологија која се очекува да заврши не повеќе од 2 години од денеска. Инвеститорот Интеренерго вели дека ова не е прв ваков проект во државата, туку имаат големо искуство во производство и трговија со енергија од обновливи извори. Како што беше претходно кажано, ги исполнуваме потребите за електрична енергија користејќи извори кои што е можно помалку влијаат врз животната средина. Нашата инвестиција ќе овозможи еколошко производство на електрична енергија од обновливи извори за околу 18.000 домаќинства и позитивно ќе придонесе кон независно снабдување со енергија во Република Северна Македонија. Градоначалникот на Богданци смета дека општината има потенцијал за развој на овој тип енергетско производство и очекуваат и други инвеститори. Расположивата ветерна енергија на повеќе локации, физичката големина на тие локации, пристапноста до нив, како и постојната потребна инфраструктура представуваат основни компаративни предности на општина Богданци во привлекувањето на инвестиции од овој тип. Во Богданци веќе има еден ветерен парк со 16 ветерници и вкупна моќност од 36,8 мегавати.